Кај си, бе, другарче, бе, од која те неам видено, ти не достигав, а? И ти мене, Бога ми да ти кажам. Ама ти ветувам, од сега не се делиме еден од друг. Шо ќутиш ко да си голтнал јазик да му се не види? Сега кога сме кај јазикот, ама не овој јазик, него мајчиниот литературен јазик. Он, нели, со текот на годините, вековите се менува, знаеш, тоа е жива материја јазикот. Еве, например, приметив пред некој ден, еден ми збори, ми мрчи, ја место да му кажам, ајбе, доста зборуваш, ја му викам, ајбе, доста јадеш, го ти на, и сега ми текна, викам, гледај, бе, у задње време, го заборавивме на зборувај, го заменивме со јади ти, го ти на. И сега се размишлям од каде е етимологијата, потеклото на овој нов израз. Размислувам и ми текна, нели седиш у некој локал и ти доаѓа еден, ти мрчи политика, нешто негативно, ти мрчи, друг ти доаѓа, ти мрчи негативно за некој што не е на маса, ти мрчи негативно. Трет дома жена му не му дава да збори, ќе дојде цела негативна енергија на тебе, ќе ја плесне, ти мрчи. И додека ти мрчат така у фаца, осеќаш некој лош здив, како да кажем, мирис им доаѓа од душата. Секој збор што ќе го кажат, им смрди од душата, пошто е негативен. Им смрди исто ко да јаделе го ти на, ти текно е. Од таму е етимологијата, односно органското потекло на новиот збор јади го ти на, кој го потребуваме место зборувај. Затоа нашите стари не за џабе рекле, молчењето е злато,